8. април, Меѓународниот ден на ромите, и во Кичево со повеќе активности се одбележа и во текот на вчерашниот ден, а секако ќе има низа активности и во денешниот ден. Токму по тој повод, мој соговорник во ова издание на утринската програма на телевизија Мега е господинот Емин Мамудовски, кој што е председател на Сдруженијето за развој и интеграција на млади роми и ромки Преродба од Кичево. Господине Мамудовски, добро утро и најпрвин честитки за овој меѓународен ден кој што го слават сите роми во светот. Добро утро и од мене. Благодарам на телевизија Мека што ни овозможи овој значаен јубилеј, тоест манифестација Светскиот ден на ромите, да го одбележиме во Кичево и да не удостои телевизијата Мега со сите наши активности кои вчера ги презентиравме пред јавноста, пред медиумите и пред кичевчани. Така, господин Мамудовски, веќе и вие самите кажавте, во текот на вчерашниот ден, вашето здружение организираше повеќе активности и свечености по повод Светскиот ден на ромите. Може ли еве да се подсетиме што всушност се случуваше вчера во Кичево? Многу сме воодушевени од Кичевскиот аудиториум, посебно исто така и представниците на локалната самоуправа кои не удостоија со нивното присуство, така да заеднички ја одбележавме оваа значајна манифестација Меѓународниот ден на ромите во светот. Во текот на вчерашниот ден се случија доста настани, културни настани, може да речам. Прво, во предпадневните часови имаме марш во вид на протест на младите роми и ромки, појдувајќи фактички од заедницата Бела кула, па низ улица Маршал Тито, булеварот пред општина и така на плоштадците се собрани. Целта на маршот е да укажеме пред јавноста дека и ромите се достоинствени, и ромите се образовани, и ромите може да работат, и ромите може да учат и да се прилагуваат во системот на општеството и пред сите институции како вредни граѓани и сограѓани. Во текот на вчерашниот ден се случија и други културни настани, каде што поздравен говор има представниците од локалната самоуправа на општина Кичево, воедно и не удостои доктор Трајко Петровски, професор ромолог од Скопје, кој говореше за историјата и значењето на ромите, доселувањето на ромите на овие простори, на балканските простори и културата и културните вредности. Што се однесува во понатамошната елаборација, ќе кажам дека мојот говор беше исклучиво содржаен, каде говорев за животот и положбата на ромите во Кичево, во овој 25 годишен, може да речем, плуралистички систем. Така да, младите игрорци при БНДП, при Сдруженијето Преродба, не удостоја со низа игри, ромски игри, и песни, а воедно и рецитација на млади рецитатори, ученици роми, каде што ја промовираа мојата поезија и поезија на ромски јазик, ученици од основното училиште Санде Штеровски, каде посетуваат факултативната настава на ромски јазик. Воедно имаме исто така и промоција на стари фотографии, изложба која е проткаена со стари фотографии од минатото на ромите, под мотото Ромите низ историјата, каде што беа прикажани фотографии од занетите, народната облека, носијата на ромите, животот на ромите, старите живеалишта и така натаму и така натаму. И на крајот завршине сите заеднички со еден коктел и ги поканивне сите присутни во иднина и наскоро пак да се собереме и да ги одбележиме овие културни настани. Господин Мамудовски, како што кажав и на почетокот, вашето здружение, значи, освен со сите овие активности кои што ги споменавте, а ги извршивте во текот на вчерашниот ден, има еден настан кој што и овој ден ќе биде реализиран од ваша страна, поврзан со општина Кичево. Може ли еве нешто повеќе и околу денешната ваша активност? Ние им се заблагодаруваме на локалната самоуправа на општина Кичево, која денес сете фактички се собрани сите на платото, тоест пред општина, каде сите три невладини организации ХДЗР Месечина, Преродба и ОРМ заеднички, значи со своето членство и граѓани заинтересирани роми, се подигна символот на ромите пред јарболите на општина Кичево, каде што цел ден се вееше. Тоа е знак
благодарност. Уште еднашка може да потенцирам дека во нашиот град се живеело, се живее и ќе се живее и понатака. Дали ќе се постави или нема се постави јарболот, символот, но благодарност е што прв пат во историјата и ромскиот символ се развие во општина Кичево. Тоа е знак дека ќе чекориме заедно, ќе се дружиме заедно, ќе работиме заедно и така натаму и така натаму. Така, господин Мамудовски, Кичево како општина знаеме дека е мултиетничка, живеат речиси од сите етнички заедници кои што се застапени во Република Македонија. Може ли еве да ни кажете во кратки црти колку точно имаме роми во општина Кичево и колку вашето здружение и на кој начин се грижи за тие роми? Па според статистичкиот показател од 2002 година се движи бројката на 1630. Тоа е значи верифицирано како така. Меѓутоа точната бројка ние како невладини организации имаме индикатор дека се околу 3.500, од кои 2.500 се стационирани тука, 1000 жители, значи ни се надвор во диаспората, во западноевропските земји ни живеат и така натаму. Само што ете во тие 2.500 има една бројка кои ете на свој начин се декларираат како египчани, односно еѓупци во поранешно време и така останале. Но сепак ние сме тие истите, чекориме заедно, проблемите и болестите ги чувствуваме заедно и така ги делиме тие маки и проблеми сите заедно со македонците, албанците, турците, власите, србите во овие простори, во ова поднебје и така да ние немаме некои проблеми, важно го гаиме и негуваме животот и соживотот со сите сограѓани во општината и пошироко во регионот. Што се однесува во контекст на второто прашање, колку нашето здружение се грижи за својата заедница. Ние во изминатиот, може да речем, 14 годишен период, најнапред прво створивме клима да го развиеме женскиот активизам, каде што ја побудиме свеста на младите да ги намалиме малолетничките бракови. Заедно со КДЗР Месечина и ОРМ Бела кула, другата, значи двете други организации, успеавме на некој начин, значи да тие малолетнички бракови ги намалиме. Значи, второ, семејното насилство врз децата и врз жената исто така на некој начин ги сведивне на минимум, да не се појавуваат таквите девијанти појави. Тоа е причина што беше, значи, ете, животот, значи, во минатото, во споредба на сегашното се промени, начинот на живење, еманципацијата, интеграцијата си доби своји чекори, да младата популација, значи, денес не е таа што била како и порано. Во рамките на образованието ние постигнале степен повисок, будење на младите, дека без образование нема светла иднина, така да денес веќе ги имаме првите високообразовани кадри од повеќе профили, кои веќе денеска ги чувствуваат тие благодети во неколку јавни, државни и општествени институции. Кичево како Кичево, значи ние ја гаиме и негуваме исто така културата, мојата организација, значи заедно и ОРМ Бела кула, како и хуманитарното друштво Месечина, се труди на некој начин сите заедно, значи да не се делиме, помогнеме на ромската заедница во хуманитарни цели, во добротворни цели, а воедно исто така, значи да им помогнеме на слабите ученици, што е факт. Денес веќе во основното училиште Санде Штировски постои факултативна настава на ромски јазик. Имаме ученици, значи, тоест од прешколска возраст, кои поаѓаат во јавната установа детска градинка Олга Мицеска. Таа инклузија на млади роми веќе работи некаде околу 13 години и ги осетивме првите плодови дека можеме да чекориме трендот на чекорот со другите заедници, можеме, значи, да направиме повеќе за ромите, само треба време, треба макотрпна работа и нормално подршка од локалната самоуправа, од државните власти и другите фактори кои се порелевантни за развојот и еманципацијата и интеграцијата на ромската заедница. Не само во општина Кичево и пошироко. Проблемот на ромите не е само проблем на ромите, него тоа е државен проблем. И тука пред се би сакал и апелирам до сите граѓани,
без разлика на која национална припадност си припаѓаат. До локалната власт, до државните власти, дека ромите може да чекорат напред заедно, може имаат телан, имаат болја, еманципирани се, само им треба повеќе подршка, повеќе соработка и така да ги постигнеме целите задачите кои се зацртани во нашата програма на нашето здружение и на сите други ромски здруженија кои гравитираат на општина Кичево. Уште еднаш би сакал да упатам еден апел, една честитка од нас до сите граѓани на Кичево, до локалните власти, нека ни е честит и среќен овој 8 април, Меѓународниот ден на ромите, Бахтало, овто 8 април и да помогнеме оноку колку што можеме, да младите им оставиме добра иднина, добар напредок, добра еманципација и развој за понатака, да бидат своји граѓани на своето. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, го проследивте разговорот со господин Емин Мамудовски по повод денешниот ден, односно Светскиот ден на ромите.